Навиката на граѓаните за мали релации да излезат од дома со возило никако да престане. Затоа Тетово не го одминува сообраќајниот хаос, посебно во летниот период. Дел од граѓаните сакаат и велат дека велосипедот е најдобро превозно средство за Тетово, но истовремено и ризично, затоа што во градот има само една велосипедска патека на булеварот Маршал Тито, но и таа на одредени места е зафатена од автомобили и паркирани мопеди. Од иницијативата Граѓански комуникации, на тетовци им доделија флаери како дел од нивната кампања Сакаме велосипедски патеки. Пред се ви благодариме за одзивот на нашата покана за медиумска покриенест на денешниот настан. Ние, организаторите, сме дел од групата на граѓани, односно дел од групата Граѓански комуникации, која функционира од минатата година и веќе за себе имаме реализирано успешен настан под наслов за убаво Тетово, кој како главна тема ја имаше екологијата, тоест горчливиот проблем на градот Тетово – ѓубрето. За оваа година се одлучивме приоритет да дадеме на потребите за овој град, а тоа се велосипедските патеки. Значи сакаме велосипедски патеки на повеќе локации во градот, маркирање на истите, поголема безбедност на учесниците во овој вид спортска активност за најмладите, но и за највозрастните. Денес подготвивме флаери кои ќе се поделат на случајните минувачи, секако дека граѓаните можат потребите да ги внесат во специјално обележените кутии и тоа ќе се види како најпотребно за сите нас ќе го искористиме како следна активност. Рече Катарина Пауновска од иницијативата Граѓански комуникации. На иницијативата се приклучија голем број на граѓани. Јас како граѓанин на Тетово се приклучив кон ова граѓанска организација за да успеам да придонесам кон град, бидејќи сметам дека има многу работи кои што треба да бидат направени за да стане подобро место за живот за сите нас. Рече еден тетовец. Од иницијативата Граѓански комуникации неодамно организира иницијатива за почист град со акцент на дивите депонии кои се појавуваат особено во стариот дел на Тетово. За да се овозможи нормален и проточен сообраќај од СВР Тетово, велат дека во соработка со општините Тетово и Гостивар, како привремени паркинг простори, ќе ги пушти во потреба дворовите на училиштата, на места каде што има зголемена фреквенција во сообраќајот, со доаѓањето на привремено вработените во странство, кои традиционално дел од летниот одмор го поминуваат во нивните родни краишта, се зголемува и фреквенцијата во сообраќајот во поширокото полошко подрачје, а со тоа се зголемува и потребата од повеќе места за паркирање во Тетово и Гостивар. Во градското подрачје на Тетово, граѓаните нивните автомобили може да ги паркираат во дворовите на средното училиште, Кирил Печиновиќ гимназија, кај старото медицинско училиште, како и кај основното училиште Истигбал. Во Гостивар пак за оваа намена привремено се ослободени за паркирање дворовите на сите основни и средни училишта кои се наоѓаат во градот, велат од СВР Тетово. СВР Тетово апелира до возачите да ги користат овие привремени паркинг простори кои се бесплатни и нивните возила да не ги паркираат каде што ќе стигнат, да ги почитуваат законските правила и прописи во сообраќајот за да се овозможи нормален и проточен сообраќај. СВР Тетово ги потсетува граѓаните дека казните за погрешно и непрописно паркирање се движат од 20 до 180 евра или порамнување со негативни поени. И додека полицијата апелира на сообраќајна дисциплина и казни за погрешно паркирање, граѓаните велат дека нема каде да се паркираат и ги оставаат своите возила каде што ќе се снајдат. Немаме. Ние овде живееме, па немаме паркинг плац. Се паркираат тие од пазарот, тоа за нас нема. И кај ги оставате возилата? Кој како ќе се снајдеме? Тешко, многу без паркинг плац тешко. Ама од овде се наплаќа, а овде живееме. Тоа. Ветување дека ќе има и затворени паркинзи. Од ветување куќа не паѓаме, кога не ги опреш копачот. Све ветува и на крај ништо. Во Тетово има околу 1000 паркинг места, вклучувајќи го и тука паркирањето во рамки на А и Б зоната. Општината досега нема преземено конкретни мерки за отворање на затворени паркинзи, како и проширување на зонското паркирање во останатиот дел на Тетово. Топлото време е погодно за размножување на бактерии поради што се зголемува ризикот од појава на труење со храна, предупредуваат лекарите. За да се спречат несакани последици по здравјето, советуваат да се обрне посебно внимание на личната хигиена, како и на правилна употреба и подготовка на прехранбените производи. Како и целата земја и гостиварскиот регион деновиве е зафатен од екстремни горештини, во насока на заштита на граѓаните од труење со храна,
Надлежните служби излегуваат со корисни совети и препораки. Препорачуваме овој период за време на горештините да се конзумира свежа храна, значи храната да не се остава за други денови, да се користи исто така храна која е добро измиена, нашто што се однесува на овошето и на зеленчето, добро да се измијат, да се користи доволно течности на вода за да се спречи дехидратацијата на организмот, и во тој поглед мораме да истакнеме дека овие денови мора да се пази на тие моменти. Исто така при приготвувањето на храната мора да се приготвува свежа храна, мора да се пази на хигиенските норми при приготвување на храната, на миењето на раците, особено е важно и при приготвувањето на храната, а и при самото јадење на храната. До сега летово на подрачјето на Гостивар не се регистрирани помасовни труења со храна. Под најголем ризик од расипување на топлото време се производи како сладолед, јајца, мајонези, разни преливи, сладки, млеко и млечни продукти, но и се друго што не се чува или конзумира на соодветен начин. Лекарите објаснуваат дека симптомите на труење со храна се јавуваат неколку часа по внесувањето на расипаната храна или пијалок, а најчести се гадење, повраќање, диареја, болки во стомакот, некогаш е можна и висока температура, како и малаксаност на целиот организам. Зависно од причинителот и отпорноста на пациентот, симптомите може да траат 1 до 10 дена, а за закрепнување неопходна е медицинска помош. Јавна дебата за нацрт текстот на Националната стратегија за развој на концептот за едно општество и интеркултурализмот во Република Северна Македонија се одржа денес на Универзитетот во Тетово. Целта на овој документ е формирање на едно општество во кое ќе нема дискриминација, односно сите луѓе ќе се чувствуваат еднакви. Ете се наоѓаме во една финална фаза, значи драфтот е направен, нацрт програмата е направен пред месец и пол. Некаде имавме дебати и со граѓанскиот сектор и во повеќе региони, 7-8 региони, односно градови во Македонија, во академската заедница. Сега се завршува и тоа, може би уште еден двор да се посетат, меѓутоа горештините веќе фатија, веројатно ќе биде тоа при крајот на август и почетокот на септември. После се очекува да се направи на меѓународна конференција со експерти од Европа и од државите на ОПСЕ регионот, со кој што ќе добиеме и нивни, да кажеме, размислување и фидбек. За некаде се смета некаде во октомври да се тоа усвои во влада и доди во собранието, каде повторно ќе има јавна дебата, бидејќи во секој случај станува збор за еден стратешки документ кој што нас како општество ни е насушно потребен, за да можеме да градиме едно општество каде што ќе нема дискриминација, ќе нема исклучување, сите луѓе ќе се чувствуваат еднакви и пред јавните услуги и пред законот и воопшто да може да како ќе се изгради да бидеме едно модерно европско општество. Сферата на образованието е многу значајна, односно мислењата, соработката па и критичките забелешки од академската заедница се важни. Истакна Роберт Ладјозовски, председател на координативното тело за изработка на стратегијата. Сите велиме дека ако сакаме да изградиме едно општество, треба да почнеме од клупите, од школските клупи, дури од предучилишната возраст, па во таа смисла токму академската заедница е незаобиколна. Правејќи серија на промотивни настани и во јавноста, во различните општини, еви и на универзитетите, заклучуваме дека овој концепт е многу битен, е многу важен, дека имаме кадар кој што може да го спроведува и секако во таа смисла веќе постојат искуства кои што организирани во една нова стратегија со акцијски план можат да придонесат до уште поголем развој. Очекуваме дека
да еве повторно и овде ќе добиеме забелешки кои што ќе ни овозможат да го подобриме текстот на стратегијата за кога тој ќе почне да се имплементира при крајот на оваа година, особено во почетокот на 2020, ќе имаме мерки кои што ќе бидат направени и по мера на оние што ќе ги спроведуваат, но секако и со цел да и да ја подобрат и социјалната кохезија меѓу граѓаните, секако и недискриминацијата, рамноправноста, еднаквите можности и еднаквиот пристап до сите услуги кои што ги даваат и општините и разните институции на државата. Ова е втора посета на образовна установа во Тетово во серијата на промотивни дебати за подготовка на стратегијата. Минатиот месец ваква дебата се одржа на Универзитетот на Југоисточна Европа. Мастер програма за интеркултурна комуникација од идната година ќе се воведе на Универзитетот во Тетово, во соработка со универзитети од Бугарија и од Турција, во рамки на проектот Нашиот главен елемент. Резултатите од овој проект, кој е во завршна фаза, беа презентирани денес на Универзитетот во Тетово. Да ги зближиме, значи, најпрви нашите млади, па и универзитетите, па мислам со овој корпус на вредности да придонесеме кон подобрување и кон разбирање на вредностите што се општествените вредности од кои што ќе придобиваме сите и ќе соработиме заедно. Значи проектот се одвива во 2 години, сега сме при крај. Партнери сме со Софија, мислам со дел од Софискиот универзитет професори, со Нишанташи универзитет од Турција и една агенција што се занимава особено со овие работи од Шпанија и било досега све реализирано како што треба и мислиме дека и нашите млади луѓе, студенти, па и соработници што ги имаме во клучните мислам бироа тука што работа, значи придонесувале и разбирале како да се прави и програми во иднина курикули што ќе придонесуваат за подоброто на сите. Во рамките на проектот сме изработиле заедно трите универзитети што ги спомнав. Програма мастер мислам, така сме го мислеле да биде во интеркултурелна комуникација, 1 семестар во Тетово, 2 семестар во Софијски универзитет и 3 семестар, значи тоа што е практичен семестар да се одвива во Истанбул, во Турција и мислам дека треба сега да почнеме со акредитирањето, значи акредитирањето тој процес, значи не знам од оваа година нема да може да почне ова програма, но од септември идната година ќе ја почнеме и реализирањето, мислам, ова на мастер програма. Има исто така, сме направиле и така Rooms, како што се вика во проектот, значи мобилна апликација за да сме ги поврзиле сите наши програми што ги имаме во мастер, па работиме во тоа да бидат и вклучените од бечелор и докторатот, особено со партнерите да може и да правиме онлайн, да размениме онлайн лекции и такви работи. Случај на семејно насилство регистрираше полицијата. Вчера во 21 часот и 10 минути во СВР Тетово, 68 годишна тетовка пријавила дека била физички нападната од нејзиниот внук. Вчера во 16 часот пак во полициската станица Гостивар, 32 годишна гостиварка пријавила дека претходниот ден околу 19 часот била физички нападната од нејзиниот сопруг. Тој бил лишен од слобода и приведен во полициската станица. Во двата случаи се работи на целосно расчистување. Вчера во 5 часот и 50 минути во населбата Дреновец и во село Джепчиште, поради прекршување на одредби од законот за странци, полициските службеници привеле 8 лица од Република Албанија. Сите се задржани во полициската станица Тетово и по целосното документирање на случајот ќе бидат депортирани во матичната земја. Вчера исто така во 22 часот и 30 минути во село Здуње Гостиварско,
Полициски службеници запреле возило Audi A6 со австријски регистерски ознаки, управувано од 44 годишник од село Беловиште, а во кое биле со патници 2 лица од Гостивар и едно од село Здуње. При преглед на возилото и лицата била пронајдена и одземена марихуана. Возачот и сопатниците биле приведени во полициската станица Гостивар, а по целосното расчистување на случајот, против нив ќе биде поднесен соодветен поднесок. Во полициската станица Тетово пријавено и нарушување на јавниот ред и мир во угостителски објект на улица Иво Лола Рибар во Тетово, со физичка пресметка помеѓу 45 годишник од село Камењане и друго непознато лице. Жителот на Камењане бил приведен и задржан во полициската станица за натамошна постапка. МЕПСО ги предупредува сите земјоделци во текот на тековната жетва да не поминуваат со комбајните под проводниците, тоест јажињата на далеководите и да ги избегнуваат далеководните траси, заради тоа што со тоа се изложуваат на ризик и ги загрозуваат сопствените животи, како и животите на лицата кои се наоѓаат во нивната околина. Воедно апелираме до земјоделците во екот на сезоната за наводнување да не поставуваат системи за наводнување во далеководните траси, заради тоа што водата е проводник на електрична енергија и контактот со проводните јажиња го зголемува ризикот од струен удар на лицата кои ракува со системот за наводнување, но и на други лица кои се наоѓаат во непосредна близина. Не загрозувајте го сопствениот живот, како и животите на сите што се наоѓаат во ваша близина. Воедно, не загрозувајте ја доверливоста на електроенергетскиот систем, истакна од МЕПСО. Се известуваат граѓаните на подрачјето на општина Брвеница дека во периодот на 4 до 5 јули 2019 во вечерните почнувајќи од 21 часот до раните утрински часови, екипа на здравствената установа Центар за јавно здравје Тетово ќе спроведува теристичка адултицидна дезинсекција. Дезинсекцијата ќе се врши со апарат за ултравиолетово ладно замаглување, поставено на возило со ротационо светло. Со дезинсекцијата ќе бидат опфатени зелените површини, населени места и депонии во тоа подрачје. Во случај на неповолни временски прилики, дезинсекцијата се одложува за следниот поволен ден. Се молат пчеларите и пчеларските задруги да ги преземат соодветните мерки за заштита на пчелите. Драган Павловиќ Латас и неговите браќа Звездан Павловиќ и Срѓан Павловиќ добија ослободителна пресуда за изградбата на нивните 3 викендици во Скопско Зелениково. Тројцата специјалното јавно обвинителство ги товараше за бесправно градење. Судиката Марија Клетничка Марковски, изрекувајќи ја одлуката, рече дека во случајот немало пријава за бесправно градење, ни од државен орган, ни од граѓанин. Немало ни решение за уривање. Потаму заклучи дека немало јавен интерес, а во 2013 година тие се извадиле градежни дозволи за веќе изградените куќи и никој не поборал поништување на тие одобренија. Имајќи ги предвид сите изведени докази, Советот по советување донесе одлука со која горе наведените обвинети се ослободуваат од обвинение согласно член 403.1 од Законот за кривична постапка. Делото за кое се обвинуваат не е кривично дело според законот. Обвинителката од специјалното јавно обвинителство Елизабета Јосифовска по ослободителната пресуда од судот рече дека тие остануваат на ставот дека обвинението за бесправно изградени 3 викендички во Зелениково е издржано и најави дека тие ќе поднесат жалба за пресудата. Стојам на ставот дека обвинението беше издржано, подкрепено со доволно докази и во секој случај жалбата ќе следи. Причините ги слушнавме заедно, ќе се произнесеме, се надевам дека писмено изработената пресуда ќе даде и дополнителни причини од кои се раководил судот, но во секој случај за нас како обвинителство обвинението сметам дека е основано. Бевте во судницата, го следевте самиот процес. Ке се жалиме, тоа е правниот механизам со кој можеме да реагираме во вакви ситуации. Резултатите од државната матура денеска се објавени, а просечните оценки годинава се со благ пораст во однос на минатата година, рече министерот за образование Арбер Адеми на денешната пресконференција. Просечната оцена на постигањата на матурантите за оваа година е 3,47.
за разлика од минатата година, кога просечната оценка беше 3,42. Поединечно и кај повеќето предмети има подобрување во постигањата на учениците во однос на изминатите години, а кај помал дел има намалување или стагнација. Постигањата по предмети се следни. Просечната оценка по предметот македонски јазик и литература оваа година изнесува 3,69, додека минатата година изнесуваше 3,66. Подобрување во однос на минатата година е забележано и кај учениците кои полагаа албански јазик и литература. Ова година просечната оценка изнесува 3,85 во однос на минатата година кога изнесуваше 3,81. Така постигна, толкави резултати си добија. Значи, годинава тестот по англиски јазик, јас вршев и теренско согледување во однос со самите оценувачи и самите ми укажува на тоа дека годинава тестот по англиски јазик повеќе, затоа имаме мал пораст, се должи на тоа што прашањата што беа составени повеќе беа како наплив база на податоци, прашање по англиски јазик од страна на нашите наставници во сите средни училишта. Ви кажав дека годинава малку се должи на промена на испитната програма, затоа што ако лани повеќе бодовите одеа кон тестот, сега одат повеќе кон прашањата. И тука се доби таа разлика. Денес предпладне беше сончево и топло. Попладне со локален развој на нестабилна облачност, проследена со пороен дожд и грмежи. Температурите се движеа во интервал од 18 до 33 степени Целзиусови. Вредноста на УВ индексот изнесуваше 8. Утре предпладне ќе биде сончево. Во попладневните часови наместа ќе има пороен дожд и грмежи. Локално ќе има услови за појава на поинтензивни процеси во форма на невреме. Температурите ќе се движат во интервал од 16 до 30 степени Целзиусови. Вредноста на УВ индексот ќе изнесува 8.